Сега да ги представиме нашите прекрасни гости, преубави млади дами, преталентирани. Сега ќе имаат можност гледачите да ве слушнат како прекрасно пеете и колку сте вие талентирани. Јована и Нела ни се во студиото. Сузе, секоја чест за изборот ова утро, да ти кажам. Да, имаме среќа ова утро, навистина сме почестени, не само ти и јас, туку и нашите гледачи и Алфа телевизија, што две млади, прекрасни и талентирани дами, ученички во основното училиште Вера Циривири Трена се наши гостинки, воедно се и големи љубители на музиката, не само на песната, туку и на пијаното, и двете свират пијано. Ајме, еве вака ние малку ќе си разговараме, а ти слободно можеш да ни се вклучиш. Јас само ќе кажам добре ни дојдовте и многу се радувам што ќе ни го разубавите и студиото, меѓутоа и утринската добро утро секое утро. Да. Инаку морам да ви кажам, дами, дека и нашата колешка Слободанка пее прекрасно, ама тебе ако ти тргне некоја песна подосна, приклучи ни се ти. Так, официјално добре дојде за Нела Манческа и Јована Јанкуловска од Вера Циривири Трена. Благодарам многу што ме поканевте, на нас многу ни е драго за оваа прилика. Нела, и тебе ти е сигурно драго што си тука меѓу нас, а мене ми е драго што сте пак вие второ наградени на една успешна и долгогодишна манифестација на општина Карпош. Карпош има талент, каде што на вистина не само музичкиот талент, туку и актерскиот, туку и танцовиот талент и многу други таленти ги покажуваат децата на 10-те училишта во Карпош, каде што вие во една извонредно силна конкуренција го освоивте второто место. Нела, какво беше ова искуство за тебе? Па, беше одлично. Имаше многу конкуренција и имавме малку трема на почетокот, но после ја избивме тремата и успеавме. Ја победивме тремата, така е. Јована, испеавте една многу тешка песна која ние денес нема да ја чуеме со оглед на тоа дека сакаме да тоа да биде малце во живо, а типот на композиција не е баш соодветен за да го изведеме вака утрински, затоа што е многу висока, многу е поинаква од сите останати и заради тоа ќе ја оставиме за во некоја следна прилика. Како ја одбравте баш оваа песна дуетски да ја направите? Епа, кога нашето училиште одбираше за кој дете на Карпош има талент, не може да се одберат помеѓу мене и Нела. И за тоа... А требаше само еден представник од училиштето, така? Да, и за тоа јас предложив зашто да не пееме и двете. Затоа што ако едната пееше на Карпош има талент, другата ќе беше тажна дека немаше да има таа прилика за да пее. Браво. Потоа, ние после пребарување на песни, одбравме да ја пееме Lovely од Били Айлиш во дует. Таа песна е прилично тешка за да се испее во дует, затоа што ние сме соло пејачи и никогаш не сме пееле во дует. Ни требаше вежбање, малци ни требаше да се припремиме, но со труд успеавме во тоа што го сонувавме. Браво. Имаме ние и некоја фотографија од настанот кој што се случи. Еве, тука сте по завршувањето, по доделувањето на наградите. На сцена имаме некоја сликичка, исто така, она што јас можам да го констатирам, дека и тогаш, и сега сте облечени некако во исти колорит, во ист тон, и гледам колку многу внимавате на естетиката, на сценскиот настап и на сето она кое што публиката првично го забележува, пред да ни ги чуе гласовите, публиката прво не забележува како изгледаме и како сме се подготвиле со респект за еден јавен настап. Нела, кој ви помага околу обликувањето на вашите костими, на она како ќе се појавиме на сцената? Па, нашите родители, мајки, многу дадоа поддршка во тоа што сакаме да го облечеме и што сакаме да го носиме и ни дадоа помош да одбереме што да облечеме. Првично требаше да облечеме исти блузички, но Јована дека е зимурлива, не можеше да го носи и бидејќи беше многу ладно и така различно малце да бидеме. Различно, ама толку синхронизирани бевте во еден детал кој што ги имавте и двете, ама на различни места. Настанот помина, што помина, кажете ми зашто сонувате. Јас имав чест, Нела, за жал, јас гледам денеска прв пат, но Јована имав чест да ја слушнам прв пат во мај месец на државниот надпревар за
соло пеење на основните училишта на територија на цела земја, каде што ти освои прво место со 100 поени, ако не се. На регионалниот со 100 бода, на државниот со 99 од 100. 99 поени и испеа една исклучително тешка вонсериска песна Слободанче, која што е рефлексија на едно минато време кога музиката имаше на вистина свое место во животот на луѓето, кога постоеа вредности, кога постоеа критериуми и кога некој исклучиво со огромен талент можеше да стане звезда, што не е случај и денеска. Денеска може звезда да стане секој кој што има пари и желба да биде познат и популарен, но во тоа време кога е создадена оваа песна и кога беше хит вистински, вистински беше тоа поинакво едно време, да. Поинакво време и да, убаво каже Сузе, поинакви вредности, не само за музиката и за се, но денес зборуваме ова утро за музиката и дефинитивно се согласувам со тебе и убаво е да се врати талентираните да бидат на пиедесталот како што се овие наши гостинки ова утро, на вистина. Посакувам од се срце, заслужуваат. Заслужуваат. Да. Пред да ги чуеме песната, кажете ми само околу репертоарот, кој ви помага за селекција? Дали е тоа вашиот наставник во Вераци Ривири Трена или самите го бирате репертоарот? Ние си го бираме сами со нашите ментори. Ти учиш и пијано, ајде вака да те представи, учиш и пијано? Учам пијано од отприлика 6-7 години, а пеам од многу мала возраст. Ми од секојаш така, ке сум запеала некоја песна ако моите родители пуштиле. Кој те води низ овој процес? Низ овој процес имам голема поддршка од моите родители, од мојата фамилија, од моите најблиски другарки. Но во овој процес најмногу ме води мојата наставничка по пеење Ана Дурловски. Ана Дурловски, така. Наша прекрасна примадона, наша кралица, би рекла, на сцената, која што остави траен белег на нашата оперска сцена. Затоа го слушнав она што го слушнав. Да, предпоставувам дека ќе има допрва успешна соработка помеѓу вас. Нела, кој е задолжен за патот по кој ти одиш? Па, моите родители исто. Многу ме поддржуваат и моите другарки и другари и имам помала сестричка која многу ме поддржува дека пеам и секогаш кога имам... да пее? Да, по дома секогаш кога пробувам, она секогаш мора да пее со мене и пробува да испее како што јас ќе испеам. Браво. Кој те подучува пијано тебе? Андријана Јаневска. Андријана Јаневска. Уште една дама од оние кои се навистина вонсериски дами, исклучително талентирана, исклучително вредна и за респект е се она што таа има исто така сработено. Па ајде вака да ни испеете по нешто, може? Да. Кој ќе биде прв? Да уживаме, ајде да уживаме сите. На Јована и го даваме првото место. Режија ве молам, подесете го звукот на најубавата фреквенција за да можеме Јована да ја чуеме во вистинско светло, а вие почитувани уживајте. C'est un moment, si ça continue, je rêve seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiote, écoutant pour voir qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme corps ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades, tendant, je suis malade. Браво! Браво, браво, прекрасно. Магнифик. Премагнифик, прекрасно, навистина уживање. Јас ова го слушав со музика, го слушав со публика, Можам да во замислам прилеп. Сузе и ти како го И не доживуваш стана сите на нозе, да, не стана си со вистински музиката, сите на нозе. Браво, секоја чест, навистина посакувам многу успешни композиции да се редат и многу фанови да
да те бодрат и да те поддржуваат во оваа убава работа. Музиката е најубавото нешто, барем за мене, Да. верувам дека и Да, за сите оние кои што го ја дефинитивно. почувствувале незината моќ. Нела што ќе ни отпее, ме интересира мене. I Have Nothing од Whitney Houston. Whitney Houston е твоја омилена пејачка, така, нели? Да. Предпоставувам дека ќе има уште многу хитови нејзини кои што Да. ќе ги отпееш, ама денеска само една. Повели, Нела. Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much. Just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again, this passion inside. I can't run from myself, there's nowhere to hide. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. I must imagine you there. Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Браво, 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 браво. Секоја чест на Што и да се вистина. каже, што и да се каже, Што да се навистина каже, е да. премалку за она што јас утрински го очекував, добив многу, многу повеќе. Секоја чест, драги мои млади дами, талентирани, убави, паметни, и верувам дека еден ден кога ќе станат многу популарни, па ќе не Верувам. познаваат и ќе не поканат на некој концерт, нели Слободач? Сузана, вистина сум воодушевена од девојчињата каков прекрасен глас имаат и ова ќе бидат нашите идни талентирани, преталентирани звезди. Мислам дека не само во Македонија и посакувам да бидете и надвор од нашата земја. Со овој талент јас мислам дека Сузе навистина далеко ќе стигнат и ќе успеат повеќе. Го познаваме францускиот јазик, секоја често еден од потешките јазици. Така, и исклучително патешок е за пеење. За пеење, да. Не само онака за Браво, говор, секоја чест говорно. да сте ни живи здрави. Ни го разубавевте овој петок, на вистина ни ја направивте емисијата многу поведра, многу пораспеана и верувам дека ќе имаме уште многу прилики кога да споделуваме нови убави нешта од областа на музиката. Сега се враќаме на часови? Да. Се враќаме на часови, така прават добрите деца и добрите ученици. Нела Јована, многу среќно по се она што ќе ви се случува